Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа. На грчко-турската граница се заглавени стотици илјади мигранти и бегалци. Ситуацијата од ден на ден станува потензична и подраматична. Како што најави турскиот претседател Ердоган, тој ги отвори вратите, ги пушти луѓето да одат кон Европа, но тие таму се стопирани од стране на грчките погранични органи и сега тензиите растат, а состојбата никако не се решава. Но ова може да донесе и до нова мигрантско-бегалска криза, може да дојде до повторување на 2015 година и до реотварање на балканската мигрантска рута, на која се разбира е и нашата држава. Предизвиците со кои би можеле да се соочиме, но и причините за оваа нова криза се дел од темите за кои вечерва ќе разговараме со нашите гости. Тоа е Милан Стефановски, воено-политички аналитичар, и Благој Цонев, универзитетски професор. Добро вечер на двајцата. На самиот почеток сакам да напоменам, ми се чини двајцата прв пат во анализа на телевизија 24. Сте биле на нашата програма во емисијата прв пат. Господине Стефановски, мигрантите се заглавени на турско-грчката граница, не ги пуштаат ни напред ни назад. Сега гледаме дека и Турција носи нови таму војно-полициски сили, велат нема да дозволуваат луѓето ни да се вратат назад. Сега во оваа игра кој прв ќе попушти? Значи Грција или Турција? Да, од тоа и се плашевме и тука се развиваше таа дискусија и анализа во изминатиот период дека возможно е да се случи дури и полош и поагресивен мигрантски бран, можеби не толку масивен, но поагресивен во смисла на решеноста на мигрантите да го напуштат тоа подрачје. Додатно се комплицира состојбата кога практично тие мигранти стојат во на вакуум територија која Турција не остапува, односно Турција денеска прати 2000 специјални воено-полициски единици, каде што имаат буквално направено кордон, од она што може да се види и на видеата. Они не остапуваат од намерата да ги вратат назад. Во прва смисла, во втора смисла, Грција и таа по ниту еден основ не сака да ги прифати на својата територија и додатно се комплицира состојбата бидејќи Европската унија во моментов наративно и вербално и фактички стои зад Грција. Бидејќи тоа е и прва европска брана, тоа е влез во Европската унија, тоа се портите на Европа сега во моментов. Значи Грција од поширок геополитички аспект, ако анализираме, таа беше и 2015 и 2016 година и сега е првиот браник на она што се вика проток на мигранти. Тоа што дава една доза на безбедност е тоа што НАТО и Европската унија понудија и помош, и финансиска, и од материјално-технички аспект. И денеска можеме да видиме дека и Себастијан Курц од Австрија и други европски авторитети стојат за одлуката Грција воопшто да не ги пропушти мигрантите да поминат низ овој дел на Европа. Да, ќе зборуваме понатаму за европската политика, особено за улогата на НАТО, која е доста интересна и специфична во овој момент. Професоре Цонев, имаме и дилема околу бројките, различни извори, грците и турците, Фронтекс има различни бројки, но се чини дека стотина илјади луѓе се таму. Но како раста тој притисок, постои опасност сепак Грција во еден момент да попушти и едноставно да ги пушти луѓето да транзитираат понатаму, и тоа се знае, следната станица сме ние. Да, апсолутно, значи постои таква можност Грција да попушти, иако е многу мала можноста, бидејќи кога станува збор за Грција и за грчката држава, мора да сватиме дека станува збор за добро развиена како воено, така и безбедносно држава, и на тој начин тие нема да си дозволат сами да ја повторат грешката од 2015 година.
Во секој случај, доколку се случи сепак нели Грција да попушти на тој бран кој што е преку 100.000, ќе стане преку 100.000 бегалци, сепак мораме да запомтиме и да напоменеме дека Македонија веќе е член на НАТО и дека и НАТО и Европската унија, како што најави канцеларот Курц и председателот на Европскиот совет Мишел, како и председателката на комисијата фон дер Лајен, значи Македонија и останатите балкански држави, односно државите од Западен Балкан нема да бидат оставени сами, бидејќи Грција и Бугарија се на првата борбена линија, на втората е Западниот Балкан и подоцна доаѓаат Словенија и Хрватска. Така да сепак се уште е мала веројатноста да имаме наплив бегалски во Македонија и мала е веројатноста грците да попуштат како на море, така и на копно да влезат мигранти на грчка територија. На островите можеби ќе се соочат со наплив на мигранти, бидејќи морето е потешко за контролирање, меѓутоа границата по текот на реката Марица многу тешко ќе им излезе од контрола на грчките безбедносни структури. Треба можеби доколку продолжи вака да се развива работата, да се трупаат таму луѓе, па ќе дојдат сите светски медиуми, ќе почнат нели оние наративи за хуманитарна криза, ќе почне еден притисок да се врши константен на некој начин врз Грција. Така наречени лажни вести, значи Тоа е плюс додатно, да. Да, се дезинформираат имало убиени или немало убиени. Значи овие се домино ефекти кои се очекувани и мене ме збунува фактот што Турција е земја членка на НАТО и Грција е земја членка на НАТО, а Грција пред 4 до 5 дена владата, значи државниот врв, исфрли теза дека ова може да го разгледа како асиметрична војна закана од својот сосед, ако продолжи да ги насочува мигрантите кон незините граници. Тоа во историска смисла на ваков конфликт на две земји членки на НАТО, јас до сега вака лично немам ниту слушнато, ниту анализирано, бидејќи вие имате различен пристап кон мигрантското прашање. Значи Европската унија и НАТО имаат во моментов, бидејќи и Турција е земја членка НАТО, да не заборавиме, иако излетивеше ги прави Ердоган, станува збор за додатна анализа, но Грција и Европската унија имаат друг пристап и вербално и во однос на концепцијата како ова да се спречи. Добро, ова е интересна теза. Значи, тука се создава уште една главоболка за НАТО покрај онаа која постои во односите со Турција, со набавката на руски воздушни системи, со улогата на Турција во Сирија. Значи, ова е уште еден предизвик за организацијата во моментов. Ова за мене вака две незини членки. За мене лично од поширок аспект, ако анализираме, станува збор за најпоценета закана во современа смисла. Историјата ќе покаже дека мигрантската криза 2015-2016 ја смени комплетно геополитичката карта во Европа, со тоа што субвенционираше и имплицираше нови политички движења кои не сака да слушнат за мигранти. Од прв аспект. Од вториот аспект, додатната комплицираност е тоа што Турција премногу си дозволи да се наметне како регионален играч, така наречено играјќи на две страни. Таа си ги наруши своите односи со купувањето на најсовремениот противвоздушен систем С-400 Триумф. Тогаш влезе дури и во вербална војна со председателот Трамп, па си се приближи до Русија. Сега пак обратно се случува, после средбата Ердоган-Помпео, дојде до смирување на тие страсти, па слушнавме дека пред 2 дена од Шпанија е донесен противвоздушниот систем Патриот. Тоа е од американско производство. Бидејќи излегува информација дека Турција и побарала директно од Америка да има противвоздушен систем Патриот на незина територија, да се стационира, побарала помош и од НАТО. Да, и интересно е тоа што во забелешките на тој разговор е тоа дека оние осеќаат безбедносна закана од руските војни авиони кои оперираат на територија на Сирија. Да, ќе зборуваме за тоа. Професоре, ова што го кажавте, во однос на европската сега стратегија за евентуална мигрантска или бегалска криза, денеска го кажа, да речем, и австријскиот премиер Курц, го кажа ова што го кажавте во однос на тие граници, на тие филтри кон Европа за Западниот Балкан како граница, но тоа е, да речеме, контрадикторно со тоа што го рече техничкиот премиер Оливер Спасовски,
кој рече дека Северна Македонија е во овој случај мигрантска рута, е коридор и дека тука транзитна рута и дека луѓето едноставно тука, тој не го кажа тоа директно, но рече, знаете, ние сме транзитна рута и знаеме што тоа значи дека луѓето ќе се пропуштаат. Значи тоа не содействува со ова што го порачува Европската унија. Па најверојатно премиерот Спасовски очекува повторно како во 2015 и 2016 година да се движат реки луѓе низ територијата на Македонија. Мислам дека самата Европска унија нема да го дозволи тоа, од причина што Европската заедничка надворешна и безбедносна како и одбранбена стратегија не е во склад со тоа, а имено е во склад да ги заштити европските надворешни граници, бидејќи Европската унија во моментов е слаба е бидејќи од внатре институционално слабо функционира. И Европската унија како таква под лидерство на председателот Макрон или под лидерство на заедно со лидерство на канцеларката Меркел не смее да си дозволи и слабост на надворешно политички план. А една слабост на надворешно политички план како што е попуштање на во однос на мигрантската криза и отварање повторно на рутите за мигранти, односно тоа се најчесто не се бегалци, туку се економски мигранти кои што идат од Бангладеш, Пакистан, Афганистан, тоа се места кај што нема војна, тоа означува дека Европската унија сама по себе не може да се заштити. И самото тоа не води кон заклучокот дека Унијата е премногу тромава како институција, институционално не функционира и доколку не успее да ги заштити надворешните граници, тогаш нема да може нити да се реформира внатре институционално. Нормално, ако премиерот кажал дека ние мора да очекуваме и треба да очекуваме повторно да има мигрантски бран низ Македонија, ние треба да бидеме спремни дека може би ќе се случи тоа, но не верувам дека Европската унија после 5 години ќе си дозволи иста грешка како и пред 2015-2016 година, односно да ги отвори коридорите, бидејќи овде станува збор за стратешки интереси на Унијата, а стратешките интереси на Унијата се зачувувањето на надворешните граници, за да може институционално да се зајакне Унијата. Бидејќи доколку не се зајакне институционално, тогаш не може ни да се прошири, односно ние државите од Западен Балкан не можеме да сонуваме и да мечтаеме да станеме членки. И токму поради тоа не верувам дека Унијата ќе си дозволи повторно да почне тој бран на постојано движење на мигранти и на бегалци низ територијата и низ рутата и како и на Западен Балкан, така и преку Грција, Албанија, Италија и така натаму. Да, но еве ова што го кажувате, значи тоа значи дека доколку дојде до такво едно сценарио, тогаш тоа е проблем за нас. Тоа е една главоболка, бидејќи ако ние треба сега да бидеме таа втора брана, како што велат европските представници, ако Западниот Балкан треба да биде следна брана кон границата на Европската унија, тоа сме ние. Значи нашата граница, ние ќе треба херметички да ја затвориме колку што можеме, нели? Тоа значи дека овие слики сега кога што ги гледаме на турско-грчката граница ќе бидат кај нас, кај Гевгелија повторно. Апсолутно, па и тие беа 2015. Беа, да, и повторно ќе се повтори истата слика ќе имаме, истиот проблем. Најжестокиот. А тогаш го решивме, се извинувам, со тоа што ги пуштивме. Немаше друго решение. Немаме други капацитети, ние од прилика тоа стално го повторуваме, оние луѓе што ние се занимаваме со вакви прашања. Се вратиме само да го дополнам професорот. Да. И вас. Во Грција се опсени 250 мигранти, од кои 64% се афганистанци, 19% се пакистанци и третата бројка се сиријци. Понатака се египќани, нема конфликт во Египет и други држави од Африка, Бангладеш и така натаму. Тоа говори дека станува збор за втора генерација на мигранти. Јас упорно го повторувам тоа. Колку е тоа значајно. Ова втора генерација на мигранти подолг период се акумулира како бројка во Турција. Во Турција има отприлика околу 3,5 милиони мигранти. На самата граница се околу 100.000. Но да не заборавиме дека во соседните земји на Ирак, на Иран, на Кувајт и на останатите има уште најмалце 2 милиони. Либија и Ливан. Таму има континуиран конфликт. Ако оваа граница падне на Грција,
тогаш сите овие ќе тргнат. И оној како состојба на која ги плаши Европската унија, ако тргнат овие 100.000, ќе се отвори домино ефектот и сите ќе тргнат према Европа. Тие во изминативе 5 до 10 години не се вратиле во своите домови. Тие се решени да дојдат во Европа, затоа што они веќе имаат преходници. Првата генерација нив ги чека. Дури комуницираат. Они викаат дојдете во Германија, дојдете во Швајцарија, дојдете во Шпанија и така натаму. Тука ни е добро, тука има работа, ви чека работа, има добар живот. И овие нивниот мотив и нивната агресија е многу поголема отколку овие 2015-2016. Ако падне Грција, единствен наш капацитет и единствен наш одговор ќе биде контролиран транзит. Затоа што ние немаме капацитети, ние можеме привремено да ги прифатиме на самата граница и контролирано да ги префрлиме на северната граница, но што со Србија? Грција, ако ги пропушти, значи тоа е желба на Европска унија. А ако Грција воено или капацитетно не може да ги издржи тој притисокот, значи прашање на денови или на сати кога нашите безбедносни сили кои имаат ограничени капацитети и ресурси би паднале исто под тој мигрантски бран. Повторно би имале апсурдна ситуација кај нас да влегуваат бегалци и мигранти од Европска унија. Така. Колку Значи, беше... тоа е тезата. Грција е земја членка на НАТО и Европска унија, ние треба да ги следиме будно и да бидеме на линија со нив. Ако падне Грција, иако звучи така како сценарио, лошо сценарио, тогаш ние веднаш треба да имаме сценарио и разработен план за брз и контролиран транзит на остатокот од Западен Балкан. А уште едно прашање околу оваа тема. Професоре, кога беше минатата бегалско-мигрантска криза 2015, тогаш добивме пофални оценки, ајде да речеме, од страна на Европската унија, за тоа како го поднесовме товарот, како се справивме со ситуацијата. Тоа беше повторено неколку пати и беше користено дури и аргумент кога се одлучуваше дали да ни додела датум за преговори. Сега кога повторно го чекаме тој момент тамо при крајот на март некаде, мислите ли дека сега од страна на Европската унија тоа може повторно да биде употребено како еден инструмент за притисок, да не кажам за уцена, доколку не се согласиме со она што они го бараат, да ги запреме мигрантите, току поради ова што го зборува Стефановски, поради нашите капацитети, да не можеме никако поинаку да постапиме, односно да ги трансферираме понатаму. Да, меѓутоа забораваме еден момент. Грција не се бори сама на грчко-турската граница. Грција се бори заедно со унгарски, со словачки, со австријски, со германски, со полски екипи на гранична полиција. Прашање на време е кога ќе дојде и воена помош, значи од останатите европски држави. Така да, Грција не се бори сама и Грција во моментот е еден вид на тврдина или стронгхолд на Европската унија. И ако падне Грција, значи во моментот почнува да паѓа заштитната ограда околу унијата. Тоа што го кажавте е точно, ние добивме пофални зборови како држава, односно како мала држава со ограничен број на ресурси, на кој начин успеавме да се справиме со тој наплив 2015-2016. Несомнено дека доколку се случи истото и падне Грција, односно почнат мигрантите да ја користат повторно тако наречената балканска рута, ние немаме друга можност, како што каже колегата Стефановски, освен да ги пуштиме. Меѓутоа забораваме еден момент, дека кога Курц и кога Меркел и кога Макрон кажуваат дека Западниот Балкан е втората граница, него кажуваат тоа дека ќе не остават ние самите да се браниме од мигрантите. Овде мора да очекуваме дека прво ќе дојдат унгарски, ќе дојдат хрватски, словенечки, полски екипи, како на Фронтекс, така и на нивните национални и гранични полиции, кои што секојдневно, значи 24/7 ќе помагаат на македонската безбедносна служба за да се справи со тоа. И за тоа ќе биде многу полесно, особено со моментот дека Македонија веќе е член на НАТО, иако не е на Европска унија, сепак е држава кандидат, ќе биде многу полесно да се справиме со тоа, бидејќи ќе можеме да бараме помош и од нашите партнери кои што се држави членки на НАТО. Другото прашање кој што го поставивте
дали Европската унија може да го користи тоа како изговор или како текст во однос на доделувањето на датум за преговори. Јас така разбрав. Не верувам дека институција, огромна организација како што е Европската унија ќе почне да користи едно такво ниво на уценување кон една мала држава. Европската унија на нас јасно ни кажа во изминативе 2 години што треба да направиме. Ние почнавме да правиме определени реформи. Французите кажаа не, но кажаа не кон нашите реформи, туку кажаа не кон таа институционална слабост на Европската унија. А Европската унија, нели, како институција мора да биде чувана за да може да се промени од внатре. И не верувам дека унијата ќе оди чекор понатаму повторно да не блокира да почнеме преговори. Несомнено ќе почнеме преговори, прашање на време е кога, меѓутоа кога ќе станеме член на Европската унија, тоа не можеме да го одговориме, бидејќи понатаму и понатаму реформите кои што треба да ги правиме како во економски, политички, безбедносен и во сите сектори треба да бидат во склад со демократизацијата, владењето на правото и се. Меѓутоа не верувам дека унијата како унија ќе се дрзне да поставува уцени во однос на мигрантите. Па да, добро, јас затоа не сакав да го употребам терминот уцена, но нели стално имаме некакви услови за да исполниме, па така се може да се очекува. Стефановски, мислам дека не е доволно објаснато кај нас во јавноста зошто турскиот претседател Ердоган токму сега го направи овој потек. Значи, зошто тој го насочува револтот кон Европската унија, да речеме за тоа што се случува во Сирија, што таму има зголемен број на загинување на турски војници, бидејќи Европската унија активно не е вклучена во тој конфликт. Таму главни актери се, да речеме, Турција, Русија и Соединетите американски држави. Така. Зошто е револтот сега кон Европа? Или тоа е поврзано со оној договор Европска унија Турција за финансирање на Турција за бегалците? Да, ќе објасниме. Пред да дојдеме тука, имаше вест дека Реджеп Тајип Ердоган и Владимир Путин веќе се договориле за деескалација на судирите во областа на Идлиб, на градот Идлиб. И најверојатно на тој момент го зајакна тоа што германскиот Бундестаг прати недосмислена порака и ја отфрли резолуцијата на зелените и кажа стоп на мигрантите. Значи со големо мнозинство германскиот Бундестаг ја отфрли резолуцијата на зелените за проширени квоти на нови мигранти. Што е она што се случува во Сирија? Станува збор за можеби најкомплицираната геополитичка разврска во поновата историја. Моите анализи говорат дека станува збор за конфликт кој е четврт по силина после Втората светска војна, Виетнамската војна, Корејската војна и на ова четврто место е и сирискиот конфликт, ако ги земеме во предвид бројките на загинати и на разорните дејства и во делот на соседните земји. Зошто го говорам ово? Вие имате таму состојба на активни борбени действија на владините сили предводени од председателот Асад, кои се поддржани со модерно руско оружје од страна на Русија. На државата Русија ова е после подолг период прва борбена операција надвор од своите граници и Путин сакаше да демонстрира својата моќ и да покаже на Западот дека нема да биде нем играч. Во оној момент кога руските и војните сили на Сирија ја ослободија територијата од така наречената исламска држава, несфатливо за мене се вклучи Турција во да не заборавиме 3 борбени операции. Првата борбена операција е Маслиново гранче, втората е штитот на Еурфат и сегашната е пролетна офанзива или како и да се вика. Значи, вие ако првата не ви успее и втората, ви имате трета борбена операција. Првата и втората борбена операција беше кон курските паравојни милици кои беа поддржани од САД. Првото неразбирање меѓу Тајип Ердоган и Соединетите американски држави беше нападот кон курдските сили. Потоа следеше еден за мене несватлив од безбедносен аспект
излет на турската држава да набави софистициран противвоздушен систем С-400 Триумф, кои дури беа под закана на санкции. Што придонесе до ова да он ги изгуби своите партнерства значајни во Европската унија. Турција е редовно во вербална војна и со Ангела Меркел. Не се Турција како држава, зборам како председател од Ердоган, потоа исто со Трамп и Турција на некој начин, мислејќи дека и се може заради својата геополитичка, геохидро и географска територија, може да контролира и да се однесува како што сака. Што придонесе тоа? Конфликтот после борбите во Алепо, каде што пред 2 години Русија и Турција се договорија да се деескалира конфликтот, се повторија војните действија и додатно се искомплицира целата состојба. Од безбедност и аналитички аспект несфатлива е делувањето на Турција. Вака никој не знае кој и што сака да се постигне во тој регион. Дури и Турција сакаше да организира војни действија и во ако се сеќавате, и во Либија. Во вербална војна е со Иран. Тие со Израел, значи имаат активности во Либија, ограничени, но имаат. Но видете, се го трасира на несигурен партнер, на нестратешки партнер. Турција не придонесува во моментов на таа територија да има мир, односно како да продуцира конфликт. Да. Добро, Цонев, сега видовме дека генералниот секретар на НАТО вели НАТО сега разгледува опции како да ја помогне на Турција, бидејќи НАТО како организација е обврзана, бидејќи Турција е негов член. Но се чини дека НАТО е прилично резервиран по ова прашање, исто како што се резервирани и Соединетите Американски држави, кои се веројатно дополнително резервирани околу конфликтот, околу набавката на рускиот противвоздушен систем, бидејќи тој артикл 5 на НАТО ги обврзува членките да действуваат докога една членка е нападната, но во овој случај Турција не е нападната. Турција делува агресивно вон своја територија и делува вон системите на НАТО, значи делува самостојно. Значи имаме многу специфична ситуација, каде што се чини дека алијансата и сака да ја одржи единственоста внатре, значи Турција да не се изгуби како член, но од друга страна гледа дека како би делувала и зошто. Тоа е бидејќи Турција е геополитички и геостратешки многу битна, бидејќи се наоѓа на простор помеѓу 3 континента, помеѓу Европа, помеѓу Азија и помеѓу Африка, и и самата територија на Турција му овозможува на НАТО да има контрола над овие 3 континента. Односно, ако ја следиме теоријата на геополитиката уште од Хелфорд Макиндер, кој што ни објаснува дека доколку успееме да ја одржиме балансот на оваа територија, успееме да го контролираме целиот свет. Затоа на НАТО не му се испушта Турција како член. Од друга страна, она кое што го иритира самото НАТО и кое што ги иритира самите Соединети Американски држави како предводници и најмоќна армија во НАТО и во светот, е тоа што администрацијата на Реджеп Тајип Ердоган и односно турската влада во моментов самостојно прави акции кои што не се во склоп со интересите на НАТО, односно геостратешките интереси на НАТО. Имено, Ердоган се однесува како непослушно дете на НАТО и постојано се обидува Турција да ја наметне како сила, но не како регионална сила како што беше перцепирана до сега, туку се обидува да ја наметне Турција како сила која што би играла со големите играчи на иста маса геополитички. И тоа е многу иритантно, особено за Соединетите Американски држави, за Европската унија да не зборуваме, меѓутоа им оди во прилог на русите. Им оди во прилог на русите, зошто? Бидејќи се покажува конфликт внатре во самото НАТО. Не збориме за воен конфликт, туку збориме за политички конфликт. Добро, многу анализи веќе говорат дека тоа веќе не е ни прикриена, туку отворена руска стратегија за разбивање на единството на НАТО. Да. Улогата околу Турција, Сирија и меѓутоа,
Тоа не е класична руска стратегија, туку на Русија, Турција самата и се даде во прегратки и излезе во пресред. Бидејќи амбицијата на Реджеп Тајип Ердоган да направи од Турција држава која што ќе биде моќна како она османлиска држава од периодот на 15, 16 и 17 век, го донесе до ово ниво, на она дереджа на кое што е денес Турција. А тоа е сама Турција која што е во безизлезна ситуација, Турција која е моќна економски, која е моќна воено, не може да се надева на помош од партнерите, и Турција која што е во залез. Имено, значи, самата, ако ја ги гледаме действијата, како што кажа и Стефановски, на Турција, значи, воените действија кои што се однесуват на ширењето на турското влијание геополитичко, економско или воено во однос на регионите, тие, иако се во склад со доктрината на стратешка длабочина на Давутоглу, сепак ја осликуваат онаа иста османлиска Турција од периодот на османлиската држава кон крајот на 19 век, а тоа е почетокот на крајот на онаа голема империја. Така да, јас не велам дека ова е крајот за Турција, меѓутоа ова е почетокот на крајот на онаа геополитички битна Турција, бидејќи таа геополитички битна Турција сака да игра на два стола, нешто како што Србија сака да го прави. Сакајќи да игра на два стола, таа ги губи партнерите, кои што беа многу значајни за Турција, уште од 48 година навака, односно или 50 која беше кога Турција и Грција заедно влегуваат во НАТО. Не се сеќавам. И тоа е турската грешка. Тие самите успеа да се создадат, да влезат во безизлезна ситуација. Нити се поддржани од партнерите, нити се поддржани од оние за кои што мислат дека им се партнери. Русите неспорно ќе им продадат оружје на турците, ќе им продадат оружје и на иранците, ќе им продадат и на иракчаните, и на ерменците, и на сите. И американците ќе го направат истото. Но политичката помош која што доаѓа за една држава во 21 век е многу побитна. Очигледно, Турција нема таква политичка помош. А нема таква политичка помош благодарение на таа амбиција на Ердоган да ја врати османлиската сила, односно да ја олицетвори доктрината на Давутоглу директно. Да, иако представници на турската влада секогаш го негираат тој неосманлизам, не сака да кажат дека тоа е така. Кога ќе ги прашате, Стефановски, ова што јакнеме само на професорот. Станува збор за очигледна фрустрација и ќе дадеме два примера. Прво, партијата на Реджеп Тајип Ердоган после 3 изборни циклуси го изгуби Истанбул, што значи дека турските граѓани му праќаат сигнал дека не се согласуваат со надвор. Да, не само Истанбул, туку и рече се сите големи турски граѓани, но Истанбул како центар на моќ, да. И ако се сеќавате, Мицотакис после победата во Грција после парламентарните избори, првата сретба му беше во Белата куќа, а Белата куќа прати многу важна порака за регионот дека Грција ќе биде изната членка, односно стратешки партнер на САД, кој ќе биде главна и енергетски безбедносно на јужното крило на НАТО, отфрлајќи ја Турција за несигурен партнер. Токму заради тоа што тогаш беше актуелна војната, вербалната војна за набавката на системот С-400 и исклучувањето на Турција во производството на F-35, најмодерниот стелт авион на американците, и Турција тогаш беше во ред, ние ќе си набавиме и руско оружје. Овие фрустрации кои очигледно е дека постојат во турскиот државен врв, ќе ова што го кажа професорот Цонев, ќе го забрза падот на таков несигурен геостратешки играч како што е Ердоган или беше. Очекуваме војна хунта. Не сега, но во наредните 5 до 10 години реално тоа во историјата на Турција се повторувало многу пати. Ердоган сам, иако многу веруваат дека сам се исценираше воен удар за да ја зајакне својата власт, но неговата партија, како што кажа и Стефановски, кажавте и вие, многу предлабоко отиде кон тој неосманлизам. Така да, во однос на, се извинам, на турската историја и тоа во наредните 10 години јас не би го исклучил како опција. Живееме во време, или сме современици на време, каде што геополитичкиот земјотрес го зазема својот данок.
или ќе се престроите до вашите традиционални геостратешки партнери, или ќе изгорите. Значи, во Сирија, ако гледате од страна, војуваат американците против русите. Русите активно ги поддржуваат силите на Асад, американците активно ги поддржуваат слободната сириска армија, курдските сили, и таму веќе нели доаѓаат и турските безбедносни сили. Значи, во тек е операција на престројување на геополитичката моќ во тој регион. И данокот е тоа што имаме мигранти и Европа ја плаќа цената. Имаше некои инфографици за тоа да се објасни ситуацијата на влијанието во Сирија. Имаше апсурдни ситуации каде што секој е против секого и секој е со секого, значи таму се вмешани и Саудиска Арабија, и Иран, и Јордан, и Турција, и Сирија, и Турција, и Русија, и САД. И има секакви влијанија, чудни сојузи кои се менуваат, флуидни се. Ниту терминот е случај, ниту територијата. Значи, таа територија. Сакав уште ова да ве прашам во однос на тие односи Турција, Русија, САД. Ова кажавте дека денеска се случи, дека подпиша Ердоган, договорија, тоест Ердоган и Путин примирје ново во провинцијата Идлиб, но и не е прво примирје договорено. Тие се договоруваат и се кршат после и неколку дена или недели. Значи може да очекуваме борбите да продолжат, бидејќи сега на некој начин сириската влада, потпомогната од Русија, е во силна офанзива, значи остана уште Идлиб и тој североисточен дел на Сирија, кој што под курдска или американска контрола. Другото е веќе се скоро вратено под власт на Дамаск. Сега интересно е што кога загинаа 33 турски војници, имаше неофицијална информација дека тие загинале всушност од руски воен удар, но било прилично непопуларно тоа да се каже така, па прифатили и русите и веројатно и турците дека е извршено од страна на сириската армија, но ова сериозно ги раздрма тие односи Русија-Турција и се чини дека тој нивен меден месец полека како да завршува. Веќе и читам на оние гласила на руската држава, како што е руска реч или некои кои се всушност класична пропаганда вршат, ги поставуваат прашањата, вика, па може ли сега С-400 да биде употребен против нашите авиони? Дали е паметно што го продадовме на Турција? Веќе почнуваат тие прашања да се поставуваат. Разбрав. С-400 се уште не е во оператива, за среќа, затоа што тој е еден од најдобрите, нема конкуренција за противвоздушни действија. Она што вие го напоменавте е токму тоа што ја осликува комплицираната состојба во Сирија. Ако се сеќавате, најголемата иронија беше што Турција обори руски воен авион и ликвидираше руски воени пилоти. После пучот во Турција, Русија и Турција си ги зближија односите. Официјалното соопштение на руската влада и на претседателот Путин беше дека при действување на војна на руската војна авијација уништени се цели, не знаејќи дека постојат и турски војници на тој предел и дека за тоа не биле информирани. Тоа е таа официјална верзија и тоа представува страшен удар за турската армија, бидејќи во визмативе, како што напоменав, 3 операции, ова е најголемата бројка од почетокот на војните операции и представува силен удар не врз армијата на Турција. Турција има една од најдобрите армии во Европа и во светот, представува удар врз столчето на Реджеп Тајип Ердоган и тука ќе се искомплицира таа ситуација каде што вие напоменавте. Јас во мировни преговори, односно деталите не беа истакнати, кажа дека после 6 часовна средба они се договориле да има деескалација, но тоа беше и пред 2 години кога градот Алепо исто беше под налет на силите на Асад и на Русија и таму имаше исто така примирие, па потоа. Значи за овој регион, за комплетниот регион, значи Сирија и цел тој Middle East каде што има војни действија, единствен одговор е да се направи некоја нова
на Јалта, да светот, конечно Советот за безбедност се освести и да донесат одлуки, да се договорат, да седнат на маса, затоа што ова е втор бран на мигранти. Ако продолжат воените действија, нас за не чуди дека има и трет, и четврти, и пет, бидејќи таму постојано има околу 7 милиони раселени луѓе кои не може да се вратат во своите домови. Да, американскиот државен секретар Помпео сега на некој начин некако иронично коментира кога го прашуваат за помошта која Турција ја побарала од САД во однос на ситуацијата во Сирија, вели па вика може барањата на Турција да се набројат на една рака отприлика, грст барања се, размислуваме за нив како да одговориме, но се чини дека Соединетите американски држави го дочека својот момент во однос на караниците за С-400 и во однос на улогата на Турција и во однос на сегашното барање на Турција да се помогне и со системи Патриот и со веројатно бара, не знаеме што друго бара, ведејќи не кажуваат, но има барање и до НАТО и до САД. Па, американците успеа да дочекаат Турција да ги замоли повторно да и помогнат како што кажав, како политички, така и воено, и тоа е голем триумф за администрацијата на председателот Трамп, бидејќи повторно тој успеа да ја направи Америка голема во однос во очите на нивните партнери. Односно во НАТО повторно да се каже кој е главен и кој седи на столчето на чело помеѓу сојузниците. Бидејќи иако сите сме сојузници во НАТО, сепак да не се залажуваме, Соединетите американски држави се тие кои што диктираат кој на кого ќе продава воена опрема, тие даваат најмногу пари за функционирањето на алијансата и тие се оние кои што се иницијатори за формирање на самата алијанса. Тие ја оставија Турција да направи излет, го оставија Ердоган да направи излет, како политички, така економски, така и стратешки, го оставија да отиде да се слика со Владимир Путин, го оставија да се сближи со режимот на ајатоласите во Иран, успеа да чекаат благодарение на пасивната надворешна политика на администрацијата на председателот Трамп. И сега повторно барањето на Турција за помош од страна на американците несомнено ја фрла Турција на коленици пред Америка. Бидејќи Трамп и Турција, Ердоган и Турција мораат на американците да им се подчинат и да им признаат дека тие сепак се главните. И како во однос на Сирија, така во однос на функционирањето на НАТО, така и во однос на се. Затоа јас не верувам дека Турција уште долго време ќе продолжи со контролираното пренесување на мигранти до границата. Тоа мора да застане, бидејќи САД мораат да застанат на страната на Европа во овој мигрантски бран. Нема да играат како претходниот, да стојат неутрално. Мораат да застанат на страната на Европската унија, бидејќи на САД им треба и стабилна Турција, им треба и стабилна Европска унија, за да може да ја шират да ја остваруваат својата надворешна политика. Тие успеа да се насладат на идејата дека Турција е веќе подчинета, фрлена е на колена, не може да издржи понатаму, бидејќи Турција не знаеше во што влегува кога влезе во Сирија. И сега иде моментот кога американците несомнено ќе им помогнат на турците и турците ќе си ја платат цената за тоа. Пред се зборуваме за политичка цена, не за воена или за економска или било каква. Најверојатно политичката цена ќе биде поголема демократизација на државата и промена на режим, практично можеме и режим да го кажеме на Ердоган и на неговата партија АКП. Да. Добро, ајде да се вратиме повторно со ова што се случува со мигрантите, со бегалците, но во еден европски контекст. Стефановски, од онаа мигрантска криза 2015 па до сега, можеби тогаш ситуацијата дали не беше доволно широко видена од луѓето или не беше разбрана, но од тогаш до денеска Европа веќе сменета. Дали луѓето тоа го гледаат или не? Луѓето го гледаат, политичките елити не може да го видат и она што го каже и професорот Сонев, тогаш фалеше она заедничка европска надворешна и безбедносна политика. Имаше огромни пукнатини тогаш.
бидејќи тогаш престоја европските избори, веќе беа атмосферата беше таква да политичките сили сакаа на некој начин тие што се за поотворено општество да поентираат на мигрантите, на тој хуман пристап и од традиционалната десница произлезе нели нова десница или радикална десница. Она што И сега тие истите ретерираат. Она што е фактичка состојба, она што историјата ќе го ослика, ќе го изучи е тоа што мигрантите, односно политиката кон мигрантите ја променија Европа како никогаш до сега. Бидејќи вие после мигрантската криза имате политички вокабулар и политичко действување, токму има луѓе направени политичари на кариера на мигрантското прашање. Брекзит, односно кампањата за излегување од Европска унија доминираше, ако се сеќавате, прашањето за мигрантите. Европскиот парламент има политички структури кои се за 20 до 30 или 40% зголемени на таа сега нова десница, токму заради мигрантските прашања. И сега ќе извадиме некоја дефиниција, можеби смешна или интересна, дека Турција или действувањето во тој дел на светот субвенционираше или имплицираше политички промени во Европа. Значи, вие донесовте од мигрантите за да бидат хумано прифатени, таму има проблеми. И со сегашните имигранти, да постојат политички цели кои не сакаат да слушнат за мигрантите. Веројатноста дека не можеше да се види, односно немањето на стратегија, како американците има стратегија на 10, 15, 20 години, не случајно американците подпишаа сега договор со Афганистан и умешно се тргнаа, односно своите сили ги тргнаа од Сирија. Европа од 97 година, од Косовското прашање и од нападот на СР Југославија, нема единствена европска надворешна политика и данокот што го плаќа Европа, денеска го плаќа само заради тоа. Значи, редно време Европа да се позиционира како единствен глобален силен играч и им треба единство во действувањето на геополитиката, бидејќи ќе повторам, ние живееме во редефинирање на глобалните сили, бидејќи се јавија и нови сили. Добро, можеби не треба да се подценат и оние теории на заговор уште од 2015 година, бидејќи тогаш, ако зборуваме сега за оваа криза, тогаш во Грција доаѓаа околу 10.000 луѓе дневно, отприлика, влегуваа, вршеа притисок, па уште тогаш имаше такви анализи дека сето тоа е насочено, дека не е тоа случајно и дека ова што го зборува Стефановски, дека всушност крајната цел е Европа и редефинирање на Европа, не во смисла на оние тривијални теми како исламизација на Европа, туку на слабење на Европа, разбивање на единството на Европа, зајакнување на десните сили во Европа и, значи, поавторитарна Европа. Да, само да се надоврзам, 2016 кога грчкиот министерка за миграција ја прашале колку мигранти влегле во еден ден во Грција, таа рекла 10.241. Колку излегле, никој не знае. Можеби, ако ги земеме теориите на заговорот се вистините, односно тие како Феникс успеа десницата во Европа, таа радикална десница да ја издигнат, да се отцепи од нормалната десница која што секој пат се стреми кон центарот, да идеме малце порадикално десно, но сепак доколку се вратиме наназад во 90-тите, доколку се вратиме наназад во 80-тите години, во Франција, во Германија, во Британија, ние можеме да видиме огромен процент на неевропско и нехристијанско население во тие држави, кој што се населило во тие држави од нивните поранешни или колонии, или пак мигрирало во текот на 50-тите и 60-тите, таму веќе живеат трета или четврта генерација. Значи, Европа не беше до 2015 година несвесна дека постои различен свет. Проблемот со мигрантите е во тоа што имаме насилно продирање во границите на Европа
И проблемот не е во Европската Унија и во нејзината надворешна политика не е згрижување на бегалците од воените действија во Сирија, во Ирак и во Афганистан, туку проблемот е како да се збринат оние кои што се економските мигранти и оние кои што не се политички азиланти. Да, на професоре, прашањето е дали некој насочено го правил тоа и се уште го прави и дали се работи за јасна стратегија? Да, не верувам дека некој насочено, особено не американците, не верувам дека нити русите, нити кинезите би правеле такви стратегии, бидејќи за да правите стратегија дека во 2015 година насочено ќе почнат бранови мигранти да се движат кон Европа, таа стратегија би требало да се прави негде 60-тите, 70-тите години, за да почне да се операционализира 80-тите и 90-тите, за да 2015 година започнат тие бранови. Мислам дека тоа е периодот на студената војна кога Советскиот сојуз и Соединетите американски држави имале многу подруги интереси, наместо тоа да ја ослабнуваат Европа. Европа тогаш самата била слаба. И никој не можел тогаш да предвиди дека Европа ќе успее да се издигне до тој степен и да се обедини на ниво на кое што е денес. Мораме да го анализираме овој аспект. Тие мигранти, се извинувам професор, тие мигранти не гравитираат ниту во Русија, ниту во Кина, ниту во Америка. Дали е насочено беше прашање. Да, окей, но ќе дојдеме до одговорот дали е насочено, бидејќи вие во Америка имате подигнато зид и мексиканците се мигранти. И тие беа таму квалификувани дека станува збор за криминалци од првиот човек на САД. Имате американски невладини организации кои во Европа беа многу силни и кои кажаа дека мигрантите треба да бидат примени во Европа. Тие мигранти кои доаѓаат од воени жаришта, тие не одат ниту во Кина, ниту во Русија, ниту во САД. Русија и САД имаат одговорност на Блискиот Исток, а не Европа. Там Европа не војува во Блискиот Исток. И да разгледаме и вредно да анализираме и тезата дека богатите држави како Саудиска Арабија, Катар и Кувајт, иако ги повикуваат мигрантите да дојдат таму, они доаѓаат во Европа. Значи еден мигрант за да стигне од Сирија и Турција до Берлин му треба 10.000 евра. Да не забравиме дека од Санџак и во околината на Санџак, па и из други држави во Европа постојат преку 100 дивоградби на верски објекти. Па религијата не е автохтона, доаѓаат свештени лица од Саудиска Арабија и прокламираат друг ислам. Значи, ние не смееме црно-бело да гледаме работите. Тоа е тоа што го збориме дека можеби Европа и САД треба поинако да гледаат на овие се асиметрични закони каде што никогаш не се случиле. Значи, Грција вика ние немаме одговор, нашиот национален безбедносен систем нема одговор на оваа закон. Значи, ние мораме да ги разгледаме од повеќе страни. Можеби насочување на мигрантите кон Европа е престрог збор, престрога дефиниција, но дека постои закана за Европа од културолошки, историски аспект, заради тоа што гравитираат многу мигранти, па и заради безбедност, апсолутно е абсолвирана како прашање. Тоа не е спорно. Момент, бидејќи кога еден антрополошки исто, и значи културолошки и антрополошки, бидејќи кога еден сириец и еден египјанин тргнуваат да бараат ново живеалиште, тие никој пат нема да се свртат кон Саудиска Арабија, кон Кувајт или кон други. Ама доаѓаат сами, професори, не доаѓаат со своето семејство како 80-тите години. Се согласувам, меѓутоа тие се свртуваат кон Европа културолошки, бидејќи за разлика од Саудиска Арабија, Катар и Емиратите, Европа нуди слобода и Европа нуди други вредности. Доаѓајќи сами, тие започнуваат нов живот. Значи, не може кога збориме за младите луѓе. И затоа ја не гледам некаква теорија на заговор. Од друга страна, мана може да се најде во богатите држави, као Саудиска Арабија и Катар, зошто не даваат пари доволно за да тие мигранти бидат згрижени на територијата на самата Сирија, односно бегалците бидат згрижени таму, бидејќи Саудиска Арабија може да го понесе тој товар. Меѓутоа, ако гледаме чисто хуманитарно од човечки гледен аспект, значи секој еден би избрал Европа наспроти Саудиска Арабија. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами. Останете со нас, брзо се враќаме во студиото.